најважно прашање е дека треба да се реши дека на третман за деца нема. Децата, како што беше споменато, некои веќе умираат, некои навлегуваат во поголема зависност, значи има потреба да се реши ова прашање. Во однос на проблемот на употреба на дроги кај малолетните лица кои употребуваат дроги во Република Македонија е тоа што комплетно изостанува одговор од страна на надлежните институции. Го велам тоа пред се, мислам дека комплетно изостануваат програми за лекување на децата кои што употребуваат дроги. Увидите што ги направивме во установите каде што во моментот се згрижуваат или се лекуваат корисниците на дрога или зависниците, покажуваат на тоа дека за жал се уште не е доволен просторот и нема соодветен простор за лекување на овие корисници, истовремено нема соодветни протоколи за нивно лекување, особено кога се работи за деца корисници на дрога. Не само во делот на просторниот капацитет, нема ни доволно човечки ресурси, кадровски ресурси во делот на она рехабилитациона програма, би рекла, за работа со корисниците и зависниците, работа со семејствата, како би можеле да им помогнат на нивните членови во семејството. Моја проценка е дека треба повеќе ресурси за третман на возрастните, не само на малолетните. И дека постоечкиот кадар сметам дека не е доволен и да одговори на сегашната побарувачка и дека тоа е крајно истрошен, да речам. Од досегашното искуство има случаи кои што влегле на некако лекување во на клиника за детски болести, значи тоа се спорадични случаи, не се според протокол, не се според медицина базирана на докази. А за овие деца, и ако се успеало медицински да се помогне, односно да се спуштат од опијатот, да се прочисти организмот, понатаму нема соодветни програми каде што би продолжила рехабилитација и ресоциализација за овие деца. So if it comes with a pediatric situation or pediatric morbidity, I should know what I should do first, then how I should gain all these people around me and where to proceed with him or with her, how I can deal with the family, with the child, what I should do to detoxicate. We are asking these things from the adult clinic who is working with the toxicology, but I think that I should make my unit. So in this emergency situation, we should know what we should give and not always contact them on the phone because it might be 2 o'clock in the morning, so you should know what to do immediately. Бидејќи знаеме дека зависноста од дроги може да биде животозагрозувачка за децата и неовозможување на соодветен третман и не само третман, туку подоцна и рехабилитација и ресоциализација може да ги изложи на животозагрозувачка ситуација. Овој податок е загрижувачки и треба навистина да се превземат соодветни мерки, заради што ние како институција и преку укажувања и преку барања до надлежните органи повеќе пати до министерствата надлежни побаравме сериозен пристап кон надминување на проблемот со корисници на дрога, особено децата корисници на дрога, создавање на просторни капацитети за сместување на децата, за нивно лекување и соодветна рехабилитација. Понатаму побаравме да се изготват протоколи за третирање на децата кои што третман се разликува од третманот на возрастните. За сега таквите протоколи се уште не се изработени и сето тоа укажува дека државата треба сериозно да се загрижи и навистина да има еден пристап кој што ќе вроди со ефект. Заради тоа што секојдневните слики што ги гледаме по улиците, повторно ги споменувам децата кои што дуваат лепило, а за кои што нема решение како да им се помогне, укажува на тоа дека овој проблем и како треба сериозен пристап да му се даде, затоа што не сме да дозволиме малолетни деца да останат без соодветен третман.